Потребата од автентичното толкување на овој член 14, поточно став 3 од Законот за ДДВ се појави поради несоодветниот начин на толкувањето на овој член во делот на најразлични IT услуги, маркетинг, административни и слично, кои што беа на некој начин несоодветно третирани од страна на инспекцијските органи при контролата кај даночните обврзници. Овој член го дефинира местото на оданочувањето преку дефинирање на местото на настанување на услугата и уште со самото донесување на Законот за ДДВ од 1999 година сите овие IT услуги беа опфатени со еден термин – услуги на електронска обработка на податоци и давање информации, вклучувајќи ноу-хау и експертиза. Ова беше многу збунувачки за примена, почетокот не, меѓутоа како поминуваат годините и појавата на најразлични видови на услуги, стана навистина проблем како за стопанството, така и за инспекторите од страна на даночниот орган, бидејќи беше збунувачки која услуга се може тука да се подведе. Она што беше најголем ризик за компаниите кои што изазуваат вакви услуги е дека инспекторите многу често бара експлицитно да ја видат во ставот 3 од членот 14 услугата која што ја сретнуваат во фактурите. Со тоа, ризикот за секој од овие извозници да биде дополнително задолжен со ДДВ беше огромен и влеа на вистина страв кај компаниите. Од тука беше и иницијативата, идејата на МАСИД, како комора која што е надлежна за ова, да се вклучи во овој тип на толкување, кој што ќе биде вистинско решение за стопанствениците понатаму. Адвокатска канцеларија Тошич и Ефтич се вклучи во процедуралниот дел и постапката за сето тоа, а исто така и многу стопанственици од Македонија 2025 се сложија со ова дека навистина представува проблеми за нивните инвеститори. Секако тука благодарност до владата и до Министерството за информатичко општество кои што навистина имаа слух за сето ова, па да речам се надополни, односно не слушна како тоа можеме заеднички да го исправиме. Тоа значи дека најголем дел од нашите IT компании кои функционираат на македонскиот пазар се со странски капитал и се извозно ориентирани, односно ја продаваат услугата некаде во странство. Се појави потребата да таа услуга која што оние ја даваат на странските компании, дали треба да биде изразена со ДДВ или да не биде изразена со ДДВ. Таков дисбаланс, бидејќи некој мислеа дека треба, некој дека не треба, се појави и проблеми во управата за јавни приходи, па некои од овие даночни обврзници беа задолжувани според нас непотребно за ДДВ, кој што на крајот падна на товар на самите компании. Бидејќи ова се случуваше години наназад и се појави реална потреба за да ние IT индустријата како најбрзо растечка индустрија во Македонија, кој што вработува огромен број пред на млади луѓе и на луѓе кои што земаат плата која што е надпросечната плата во Република Македонија, да им овозможиме на овие странски инвеститори една предвидливост на даночната политика, каде што тие точно ќе знаат кои се нивните права, кои се нивните должности, дали треба да го плаќаат овој данок, во која мера и на кој начин. Затоа што предвидливоста на даночните норми е тоа што и ги носи инвеститорите во Македонија и ги задржува. Бидејќи нас како стопанственици и на владата е во интерес овие компании да продолжат да работат во Македонија и да привлечеме нови. Решивме да се фатиме за овој чекор каде што ќе дадеме точна дефиниција за да не може никој од било кој инспекцијски орган или надзор или било што самостојно или паушално да го толкува овој член. Со ваквото автентично толкување се овозможи да повеќе компаниите немаат проблеми и точно знаат кога треба да изразуваат ДДВ за своите услуги дадени во странство, а кога не треба. Исто како што и инспекцијските органи точно ќе знаат кога треба дел од компаниите да ги задолжат за овој данок а кога не. Ние веруваме дека и со оваа мерка и со ова автентично толкување дел од решенијата кои што управата за јавни приходи ги донесе за ваквите компании, дека со ова автентично толкување и со овој став, дека истите ќе ги промени во корис на компаниите и во корис на целото македонско стопанство. Мене ме посебно радува ова, од неколку аспекти ме радува целата ситуација. Првин, ќе почнем од тоа што емотивно најнормално ме погодува, тоа е како професор на правен факултет. Многу мокна алатка е автентичното толкување, малку користена кај нас.
ќе кажем многу мокна, меѓутоа и многу опасна алатка, бидејќи автентичното толкување значи дека ретроградно применување на одредена правна норма. И се надевам дека овој пример ќе биде искористен од страна на останатите субјекти кои што навистина имаат потреба од некое појаснување, но и дека нема да биде сватен дека е алатка преку која што ќе може да се злоупотребуваат одредени можности кои што демократијата ги нуди, а тоа е едно од нив е автентичното толкување. Се надевам дека како пример исто така дека ќе биде искористен и во учебниците по вовед во право, информатички технологии и така натаму, бидејќи внесува една новина, не знам колку е често користена, но една новина дека целото право го создаваме за да им служи на луѓето, а не да робуваме на правните норми, како што каже и колегата Ивица, да инспекторите, да оние кои што се во рамките на управата за јавни приходи службеници, ги бараат конкретно услугите кои што постојат на пазарот, а законодавецот во периодот кога бил пишуван законот не ги предвидел, бидејќи животот е еден динамичен процес, правото треба да го следи, најчесто животот побрзо се развива од правото, особено технологијата, информатичката технологија, и тука е небулозно да очекуваме дека со секоја наредно додавање на услуга дека треба правото да се изменува, односно законските измени треба да следуваат следствено на тоа. Затоа особено пак ќе кажем, радува дека е во рамките на IT технологијата, бидејќи законите многу често, барем во овој дел, не само во делот на данокот на додадена вредност, туку и во останатите законски решенија, дали ќе тоа закон за трговски друштва, дали ќе тоа да речеме закон за попис, дали ќе тоа одредени закони, законите често каскаат позади новите форми на IT действување и на IT услуги кои што се нудат. И се надевам дека во иднина барем ќе изнајдеме некој механизам, односно при пишување номотехничкото, да ги така дефинираме IT услугите, да му дадат на оној кој што ќе биде инспектор или ќе прави инспекцијска контрола на сето ова, било каква контрола, да формата на IT услугата ја пронајде во генерички дефинираните IT услуги. Бидејќи да не дојдеме во ситуација и секој пат треба да дојдеме во ситуација да фирми бидат казнувани само заради тоа што таксативно не се наброени услугите. Тие се многу побројни и многу покреативни IT услуги отколку што собранието, законодавците, останати оние кои што се бават со новотехника може да ги предвидат. И уште еднаш ја поздравувам ваквата одлука на собранието, бидејќи конечната одлука секој пат при автентичното толкување на собранието, ја поздравувам и ги охрабрувам IT компаниите да продолжат да инвестираат, а мислам дека ќе е ова голем импулс за оние кои што се сомневале дали да инвестираат овдека во Македонија во делот на IT или не, дека ова веќе ќе им ги тргне барем најголемите грижи во однос на тоа. Добар ден и од мене. Јас се сеќавам пред повеќе од една година кога ги добив првите панични повици од страна на колеги од компании кои што директно беа погодени од оваа мерка. И навистина и тогаш не ми се веруваше, затоа што се доаѓам од индустријата и сум на привремен престој во администрацијата, ќе се вратам од каде што дојдов. Не ми се веруваше во тоа што се случува, дека едноставно преригидно се толкуваат одредени законски норми и дека апсолутно треба државата биде во функција на бизнисот и на граѓаните, а не обратно. Но се доведовме во ситуација, јас не сум правник, дека ќе мора да имаме некако вид на автентично толкување за да не правиме законски измени, за да компаниите немаат проблеми во своето работење. Сакам да се заблагодарам и на иницијативите кои што дојдоа од МАСИТ и од Македонија 2025, но и на сите компании кои што реагираа на ова. И ова е уште еден пример на добра соработка помеѓу бизнис секторот и јавниот сектор, каде што заедно можеме да обработиме нешто, кога апсолутно ќе се сватиме, кога знаеме што е потребата и заедно влегуваме во таа работа. За жал ова не е единствен пример. Значи вакви административни бариери, потешкоти, ригидни толкувања на закони има и во други области. Ние сега успеавме во ова, но со ова се соочуваат и други компании. Навистина се обидуваме на многу нешто, особено во делот на администрацијата, да системски, нема да кажам грешки, но потешкоти кои што траат повеќе
од 1, 2 или 3 децении да ги смениме. И тоа трае, тоа е процес во кој што ќе треба заедно вложуваме да имаме соработка. Значи апел до сите оние кои што имаат ваков тип на проблеми, заради толкување на одредена законска норма, знаеме што е целта на нормата. Не е ова да се казнуваат компаниите, односно плаќаат дупло, мене ако ме прашате данок, да веднаш придат до било која од институциите соодветни нормално на власта, за да се обидеме заедно да ги решиме. Ова е една од најбрзо растечките индустрии кај нас. Ние се обидуваме да направиме Северна Македонија новата IT дестинација, па и Западен Балкан. И ова е дополнителен импулс кој што апсолутно треба да ги мотивира и постоечките компании да го прошират своето работење, но и нови да дојдат тука. Уште еднаш да го реафирмирам наш предлог кој што веќе го кажавме во јавноста до крајот на годината дека ќе го намалиме и данокот на добивка за IT компании. Значи една палета на мерки која што треба да не направи атрактивни како земја за инвестиции во овој дел. Благодарам за соработката на сите и тука сме и понатака за било што мислите дека може да ви помогне во вашето работа. Мислам дека исходот, односно ова автентично толкување е голем успех за сите страни. И за компаниите, и за владата, меѓутоа највеќе за македонската економија, каде што информатичката технологија или секторот, IT секторот се навистина двигатели и очекуваме да бидат големи двигатели во иднина. Покрај домашни компании, тука има и голем дел од странски инвестиции. Инаку, сметам дека сите страни во оваа иницијатива постапија одлично, односно и бизнис асоциациите како представници на компаниите реагираа брзо, и владата за среќа имаше слух за проблемот на IT компаниите. Единствена забелешка од наша страна е фактот дека некако бавно сето ова го изодевме овој пат, значи спомна министерот речи си 1 година, што секако негативно се одразило врз одредени компании. Меѓутоа, во секој случај учиме како подобро да делуваме двете страни, и владата и бизнис секторот, и се надевам на големи успеси во иднина. На крај би сакала во името на масите уште еднаш да се заблагодарам и на владата и на Министерството за информатичко општество и администрација за поддршката и разбирањето пред се на овој проблем и да потенцирам дека масит ќе продолжи да работи со решавање на најразлични проблеми кои што би значеле подобрување на бизнес регулативата, а сега само би сакала да посочам 2 конкретни мерки на кои што работиме и планираме да интензивираме. Воведување на e-фактурата, користејќи го електронскиот потпис и доверливите услуги сега, и исто многу важна работа е електронската достава на актите до вработените. Знаеме колку хартија се троши за сите тие обврски кои што исплатителите и работодавачите ги имаат кон вработените, и само еден податок. Број на даночни обврсници 2018 година се 522.000. Секој работодавач мора минимум 20 листа да му испринта на вработениот, што значи 1300 дрва годишно. Се надевам дека ќе имаме повторно поддршка од релевантните институции да продолжиме со ова, бидејќи тоа би значило сепак прогрес во било која смисла, вклучително и екологија. Благодарам.